Драги другари и другарки, здраво! Во специјална атмосфера и многу ведар амбиент овдека денеска во населбата Лептокарија се собравме, значи заедно со супер звездичките кои ни доаѓаат од основното училиште, кое беше? Лазо Трповски. Од основното училиште Лазо Трповски, директно од оделение 3 А. Многу интересен повод имаме и ова ќе биде дефинитивно една од највозбудливите емисии која што воопшто некогаш сте можеле да ги гледате на телевизија овдека во Македонија. А што и како ќе биде, значи презентирано денес, ќе откриеме малку подоцна. Главните јуници се тука до мене, да почнеме да се представуваме еден по еден. Расположени сте, дечки? А потоа ќе видиме, значи, зашто ние вака се собравме сите заедно овде. Здраво за? Здраво, јас сум Тамара Ручева. Тамарче, како си? Здраво живо, добре дојде во Супер звезда. Дали до сега си била Тамара ти на телевизија? Не, Страшно ли е вака пред камера? не. Ќе пратиме многу бакнежи сега за кого? За тато, за баба и дедо. Ќе поздравиме мама исто така. Да, Војче ќе го поздравиме? да, А нашите комшии ги поздравиме? да. Многу бакнежи да сите ни, Тамара. Фала ти што си со нас. Одиме да го видиме овој лепотан овдека да пукне. Здраво за... Здраво, јас сум Андреј Јанчев, си учам во основното училиште Лазо Трповски, сум трето оделение. Леле, браво, све ми кажа, не ми кажа колку женски имаш само. Немам женски. Сега за сега нема ни една, ќе видиме во следната емисија дали тоа ќе се промени. Ќе могам да ми кажеш сега, Петар, кого сакаш да поздравиш ти? Сакам да ја познавам, да ги поздравам мајка ми и татко ми, наставникот и наставничката, баба ми, дедо ми и моите другари од оделението. Благодарам, бакнежи за сите, еве ги тука се те чекаат, кон камерите. Браво, одиме понатаму, здраво за овој шизик што се вика. Здраво, јас сум Петар Младеновски и учам во основното училиште Лазо Трповски И веднаш да ја покажеме само навака малку главата. Ова е, драги гледачи, менѓушата, обетката што ја носи Петар. Кој ти стави во куга обетка? Татко. Браво за тато, бакнежи прво за него, многу бакнежи за тато, други бакнежи за кого? За мама, за дедо, за баба и за тие што ме гледа. Одлично ти благодарам, Петар, што си со нас. Камера, следете го мојот прст, оди овдека на оваа згодна женска. Здраво за... Здраво, јас сум Стефани Стеновски, учам во основното училиште Лазо Трповски, сум трето оделение. Браво, злато да пукне, Стефани, супер. Колку единици имаш? Ниедна. Сите се петки? Да. Не можам да верувам, такви ученички бараме ние овдека во Супер звезда. Колку ќе поздравиш ти денеска, Стефани? Денеска ќе ги поздравам мама и тато, баба ми, другата баба и дедо и роднините и пријатели и сите што ме гледаат. Ти благодарам, фала што си со нас. Здраво за оваа згодна девојка овде што се вика? Здраво, јас сум Натали Јанковска, учам во основното училиште Лазо Трповски и сум трето оделение. Значи сите вие сте другари и другарки од исто оделение, така ли? Да. Ме интересира кого ќе поздравиш ти, Натали, денеска? Јас ќе ја поздравам мајка ми, татко ми, баба ми, дедо ми, другите баба и дедо и роднините, пријателите и сите што не гледаат. Благодарам, Натали, фала ти многу и одиме. Уште една женска имаме тука што се вика? Јас сум Маја, учам во основното училиште Лазо Трповски и сум трето оделение. Маја, кажи ми ти во слободно време што правиш? Цртам, играм, пеам песни. Имаме некој дечко сега? Не. Немаме ништо такво. Добро, кого ќе поздравиме сега? Па мама, тато, баба, дедо, другите баба и дедо, наставникот, наставничката си да други што ме гледаат. Ти благодарам. Маја, а сега, драги гледачи, за крај ќе го представиме Чичко Виктор. Тој е мој многу добар другар. Здраво за Чичко Виктор. Боев, добре дојде во Супер звезда. Добро најдов, здраво дечиња, здраво Македонија, Супер звезда. Ете така. Се викам Виктор Боев, учам во трето оделение во училиште Лазо Трповски. Се шелам. Како се чувствуваш, Виктор, во Супер звезда? Одлично. Да кажеме каде работиш? Се чувствувам минорно во однос На сите овие звездички овде. големи Супер звезди овде покрај нас. Благодарам, исто така и јас се чувствувам. Фала за прекрасните зборови. Да кажеме каде работиш? На аеродромот Петровец, на шалтер служба. Прекрасна работа. Солидно. Многу пати јас патувам и многу пати ние се гледаме тамо. Така и станавме другари, значи. Да, прозорец кон светот аеродром. Прозорец кон Кој свет. дошол на аеродром Петровец, оди во авион и надвор негде во светот. Така. Дали се враќаме назад? Пред да кажеме за што ќе биде оваа емисија, да им кажеме на нашите драги гледачи каква ќе биде. Каква емисија им ветуваш ти? Супер емисија во Супер звезда. Дали им ветуваш нешто невидено до сега? До сега Македонија и дечиња ќе видите нешто што не сте виделе до сега.
Значи, ќе ја представиме најмалата летачка во Македонија, која што леташе со параглайдер, тандем заедно со мене. Ете така. За да го видиме тоа чудо и да видиме кој беше тој од овие дечиња што леташе заедно со Чичко Виктор, директно од планината Галичица, долу до плажата Љубаништа на Охридското езеро. Ќе направиме мала пауза, прво ќе ги пуштиме рекламите, а потоа се враќаме овде. Може, дечки? Гледаме реклами. Дечки, ги исклучивме мобилните телефони. Почитувани гледачи, изгасете ги вие вашите мобилни телефони. Никој не смее да ве вознемирува во текот на највозбудливата и најинтересната емисија што било кога се снимила во Суперзвезда. Така ли е, Чичко Виктор? Сега, значи, најекстремна емисија. Значи, да кажеме за почеток, Чичко Виктор Боев лета со параглайдери. Кога почна да се занимава со тој спорт? Па одамна почна со летањето се занимавам, али конкретно со параглайдерство во 87 година во Холандија и со повремени паузи до ден денеска. Чичко Виктор, да кажеме, прво живееше во Холандија, но... Да, едно 15 на години од мојот живот живее во Холандија и се врати во прекрасна Македонија ради убавата клима, природа, убави течиња, убави луѓе. Дали Чичко Виктор Боев е еден од првите параглайдеристи воопшто во Македонија? Да. Чичко Виктор Боев е првите параглайдеристи заедно со Мендо Велјановски. Сме во параглайдерство веќе 20 на години. Андреј, тука има некакво прашање да видиме. Андреј, повели, кој е твоето прашање? А што е тоа параглайдер? Тоа е прекрасно прашање. Чичко Виктор, значи, што е сега тоа параглайдер, да кажеме? Параглайдер е модифициран падобран, кој што служи за полетување од планина и кој што има сите својства да лета како е дрилица во воздухот, да се качува во висина, да оди на големи дистанции и кој ќе се погледна во долу личи на падобран, но е модифициран падобран. Одлично, благодарам за прекрасниот одговор. Прашање има Маја. Маја, повели, Златичко, кој е твоето прашање, Злати? Моето прашање е какви се параглайдери има? Значи, какви све ги има? Да. Дали машки, женски, за деца параглайдери? Па добро, има и машки и женски, во зависност од тежината, помали, поголеми модели, има тандем параглайдери, кои што... Тоа е тандем параглайдер. Тандем параглайдер е нешто поголемо од обичниот параглайдер, кој што носи двајца летачи, значи пилотот и туристот. И има во најново време акробатски параглайдери, тие се помали, понервозни, поживи, кои што се прават акробатски маневри. Ештини маневри. Ештини фигури, што тоа ќе да ги видиме дали ќе обезбедиме некои снимки да видите што еден параглайдер може да направи. Одлично, ајде да видиме сега. Натали имаше прашање, така, Злато, повели, Натали? Јас сакам да прашам дали е страшно да се лета со параглайдер? Сега убаво прашање. Чичко Виктор, страшно ли е воопшто да се лета со параглайдер? Тоа се лета ниско, тука блиску над земја или се лета некаде многу високо? Па видите вака сега, се лета високо и што е повисоко, тоа е побезбедно. Што е пониско на земјата е понебезбедно, но не е воопшто страшно. Мене ми е повеќе страв да одам со кола или со точак во најголема гужва во Скопје кој ќе се пуштат луѓе во работа, да не тудрени тоа кола. Премногу е тесен простор, таа горе е огромен простор. И верувајте, дечиња, воопшто не е страшно. Кој сака да лета, татковците на мајките може да се обрата да им правиме лет на дечињата. Слободно може да лета. Деца летаат ли со параглайдер? Па деца сами не, но со искусни пилоти летаат. И значи ова емисија користам да представиме најмладата летачка и суперзвездичка. Која беше храбра да го стори тоа, која сакаше пред се, има предиспозиција, беше мирна. Беше премногу мирна, возбудена, викаше, довикуваше до мама, до баба, зборуваше, али сама ќе се каже. Да ја представиме? Да, почитувани дами и господа, станува збор за Тамара Рошева, здраво, Тамарче, добре ни дојде во Суперзвезда. Тамара, како се кажеме? Добре. Вака на телевизија те прашав прв пат, си возбудена ли си ти вака пред камера? Да. Каде беше повозбудена, сега пред камера или во моментот кога леташе со параглайдер? Во моментот кога летам со параглайдер. Кажи ми, дали до тој момент ти имаш некое слично такво искуство? Дали нешто полудо, пооткачено, поубаво тоа никогаш си направила во животот? Па не. Сакаш ли, значи, да спортуваш едноставно? Сакаш ли спорт? Да, многу ги сакам спорт. Кои спортови ги сакаш? Каков спорт, например, тебе ти леши? Па да летам со параглайдер, да карате душам, гимнастика.
гимнастика, кошарка. Ете, браво, значи видовме што треба сите деца да прават. Значи ти препорачуваш дечињата да спортуваат? Да. Сега малку да позборуваме за ова со параглайдерот. Од кога ти сакаше да леташ со параглайдер? Кога прв пат виде параглайдери овдека некаде во близина? Над Скопје си видела некогаш? Да. Каде најчесто тамо на Водно горе кога ги гледаме со падобранчиња како летаат некои чичковци? Да. Тогаш се роди прв пат твојата желба да леташ? Да. И што се случи значи ова лето? Сега веќе покажуваме снимки, драги гледачи, може да видите. Еве Тамара значи во моментот со Виктор Боев кога се подготвуваат. Што се случи значи Тамара, еве кажи ми ти? Па ние отидовме на Галичиса да летаме. Ја мислев дека е страшно кога се спремавме. Ама после кога полетавме беше малце језиво кога се дигна параглайдерот, ми скокот каже стомакот. Првиот момент, така? Да. Те скокот каже стомачето? Да. А потоа? Потоа беше малце викав, ама после кога погледнав доле исто така се исклучив малце, ама кога за 2-3 минути од ме се навикнав и не ми беше воопшто страшно. Ме интересира да ми кажеш што се случува значи пред да се полета со параглайдерот. Тоа директно се доаѓа и се полетува или има некакво спремање? Има спремање, па кацига да ставиме, да облечеме, мислам, не чизми, него малце повисоки патики. Се става кацига, се ставаат високи патики? Да. Треба да се облечеме, кога да не ни биде ладно. А кога полетуваме треба да трчаме. Значи со трчање се полетува? Трчање се полетува, да. Ке трчаме и одеднаш ке се дигнеме кога веќе ќе дојде крајот на планината, кога нема нешто да стоиме, ќе се дигне параглайдерот. И тогаш параглайдерот полетува. Какво е чувството кога се лета? Гледаат гледачите, сите се насмеани, весели, расположени и многу ги интересира да знаат. Значи како ти беше на тебе кога полета? Ајде да видиме. Кога цело време сум на земјата и одеднаш ми ја снимува кога полетувам, малце е језиво и кога е прв пат мислам. 2 пати сум летала, првиот пат беше малце страшно кога полетувавме, кога трчавме, кога одеднаш кога да паѓаме. Ама се дига самиот параглайдер од ветерот, кога има сонце, кога е високо има поше ветер. И тогаш е најубаво времето и најубаво се лета и кога се затрчуваме и кога подлетуваме, кога веќе е крајот на планината, не полетуваме и кога е горе малце страшно доле кога ќе погледнаме, ама потоа за 2-3 минути одма ќе се навикнеме дека е многу убаво. Од горе гледката како е? Се гледаат луѓе, коли или све се точки? Све се точки, да. Само куќите се гледаат малце. Само куќите едва и така малку се гледаат? Не баш едва, ама добро се гледаат. А езерото од горе како се гледа? Езерото се гледа обично исто како големо е. Прекрасно, убаво. Да. Сонцето. Супер. Птици летаа со тебе дека леташе ти горе? Па Ти беше повисоко од птици. повисоко ми беше, да. Значи над птиците се лета со параглайдер. Они се доле, а ти си горе. Леле, колку убаво. Дечки, сакате ли вие сега да летате со параглайдер, а? Ви се роди желба? Кој сака да лета, да видам да крене рака брзо одека? Сакам да летам и јас. Браво, прекрасно. Може ли да направиме мала пауза сега тука? Интересна емисија, нели? Да. Има уште многу работи што треба да ги докажеме. Да. Нашите драги гледачи се интересираат да слушаат све што имаме ние да кажеме денеска. Правиме мала пауза, веднаш потоа се враќаме овде со нови прашања. Договорено? Пауза! Се враќаме повторно во програма, убава работа да се лета, се надевам ќе се согласите и вие, драги гледачи. Имаме прашање кое сака да го постави Петар. Петар, твоето прашање златен кое е? Колку високо може да се лета со параглайдер? Ето е супер, знаеме, значи авионите летаат многу високо, дури и над 10.000 метри. Колку високо, Чичко Виктор, може да се лета со параглайдер? Колку високо? Може да се лета највисоко. Орлите летаат сами, а сите други птици летаат во јавно. Но, зависи од термичките услови, каков топол воздух дува, какви облаци имаме. Од све тоа зависи колку може да се лета. Најниско се знае до висината на земјата, над тлото, а највисоко во Македонија негде до 4200-300 метри, во Швајцарија пилотите постигнале 5400 метри, но од прилика кај нас од 2,5 до 3,500 метри надморска висина. Се лета во зависно од висината на облачната база и од висината на од јачината на термиката која што не одржува воздух.
Значи, како се лета со оглед на тоа дека параглайдерот нема мотор, нема бензин, нема нешто што го потерува. Значи, на кој принцип се лета? Што е тоа што прави параглайдерот да оди горе или долу? Параглайдерот е една многу интересна направа, многу интересен воздухоплов, кој што Тој сам без себе не лета? параглайдерот као сам не лета, значи мора ние да се закачиме на параглайдерот и заедно со параглайдерот ние правиме на целина еден воздухоплов и се полетува со трчање, значи низ планината, низ удолницата. Нормално ветерот треба да ни е термички челен, се наполнува со воздух и се одвојуваме природно со самата своја природна сила и тоа е нешто најприродно затоа што нема бензини, нема мотори, пропелери. Трчаме и Ја полет. загадувани природата. Тоа е најеколошко, најубаво летање, слободно летање, тоа што се слуша само шумот на ветерот, и слушате кликот на птиците и прекрасна тишина. Тоа е нешто што дава ненормално слободно чувство, слобода на духот и јака доза на адреналин. Убитно. Прејака доза на адреналин. Че некои што летаат се возбудува. Да, не е тоа така случајно и е најубавото слободно летање на светот. Одлично. Ме интересира колку пати Чичко Виктор до сега лета. Може да се избори. Не можам да изборам одамна, значи 15 на години повеќе се занимава со падобранство, со змајарство, со највеќе со параглайдерство, преку 1000 сати. До еден период, првите неколку години тоа го бележи, после не се бележи затоа што како сега некој да ви прашале колку пати си возил почак и колку си одел пешки, тоа не се бележи. Така, апсолутно. Тоа е дел од животот, да. Да. Значи кажавме дека освен параглайдери Чичко Виктор прави и други работи. Да. Кои работи? На работа си одиш најнормално, со фитнес се занимаваме, со други спортови, така да е нормален живот. Дали кога беше мал се надеваше еден ден дека ќе леташ? Да. Да, и тоа е на моја еден совет кон сите дечиња, значи сите што имаат кои во својот сон сонуваат дека летаат, кои ги рашират рацете и летаат во облаци, тие се веќе потенцијални летачи, значи генот на Икар е длабоко всаден во нив и тие би се занимавале со некој летање. Дали падобранство, деличарство, моделарство, понатака пилоти професионални, значи тие луѓе имаат предиспозиција да станат летачи. Одлично, благодарам. Сега да имаме едно прашање, оваа женска овде што се викаше? Стефан. Стефани сака да праша камера, одиме на Стефани. Стефани, кој е твоето прашање, Злато? Сакам да го прашам Чичко Виктор, што се може да се прави додека се лета со параглайдер? Ете, браво Стефани, прекрасно прашање. Значи што се може да се прави? Значи на пример кога сме ние веќе во воздухот и закачени на параглайдер, тоа како изгледа? Ние сме врзани, не можеме да мрдаме или можеме? Па има систем на вези, тоа е едно седиште каде што се седнува, се врзуваат ноците да не се случајно склизнеш низ самиот вез, и уште еден стомачен да не се префрлиш напред. А седењето во седиште на параглайдер исто тоа што јас седам во оваа столица. Значи тие што летаат со мене првенствено уживаат, може да се комуницира по мобилен телефон, може да се комуницира со останатиот дел од луѓето што не чека доле. По радиостаница се гледа на GPS, се прашуваат разни прашања. Туристите што летаат со мене, патниците им дам командите да видат како се управува со параглайдерот. После ги пуштаме командите, ги шириме рацете да летаат како птиците што летаат. Тоа чувство на трета димензија да се осети. И така. Може ли да се вика горе, например, нема ли да ни викне нека комшија полицијата? Како да се вика? Да викаме, да пееме. Ау, да урлате. Да, дома кога урлам комшиите секогаш ми викаат полиција на врата. Па повеќе пати со повеќе луѓе што летале, меѓу кои мојот братовче и Тамарче. Првиот лет имаше еден врисок на интересно чувство, а после тој врисок прерасна во врисок на уживање, на задоволство. Значи све што е негативно може човек да го извика и да се полни со позитивен ред. Може слободно да викате, да се дерете и птиците ќе ве чујат. Никој друг, одлично. Ме интересира дали горе, например, може да јадеме сендвичи. Да, може да се јаде сендвичи, може да се пие сокови. Има разни такмичења на крос кантри. Крос кантри значи кога се поле од една точка да се стигне во некоја друга точка најдалеку што може да се стигне. Светските рекорди се негде во Јужна Африка и во Австралија, по 300 до 400 километри воздушна линија дистанца. Значи временски колку летаат тие пилоти кои што летаат? Па преку 10 часа. Така да со себе тие си носат јадење, си носат сокови, си носат мапа, си носат сите видови на комуникација и
може да се знаат каде се, значи не мора да се држат командите цело време додека се лете. Не мора се држи, се дава некој правец на параглайдер, со промена на тежина се поменува тој правец, али незначително. И во тој период може човек да разговара на мобилен, на радиостаница, да јаде и така. Најмладата, една од најмладите летачки во Македонија на тандем параглайдер, да ја прашаме, да се ми кажеш, Тамарче, што чувствуваше ти додека беше горе? Дали дуваше ветар? Дуваше ветар, не многу, ама дуваше. Дали беше ладен или топол ветерот? Како беше? Мораше ли да бидеш ти добро облечена, добро заштитена? Студи горе? Студи помалце. Студи помалце, но сепак добре. Добре. Кацига се носи зошто? За да личиме на атомска мравка или? Не знам зашто се носи кацига. Не зошто, да го прашаме Шишко Виктор, ма? Да. Шишко Виктор, зошто се носи кацига? Кацига е еден заштитен дел на главата да случајно во текот на полетувањето или следувањето не настане мала девијација на движење, па да паднеме странично и да се удриме на некој камен или некоја грмушка, да не си изгревен, едноставно се заштити глава. Значи мора, тоа е еден составен дел од тој спорт. Предуслов да се лета е да се носи кацига. И тие што возат велосипеди носат, тие што возат мотори, сите, а камо ли кога се лета, тоа нормално да иде. Сега моја пракса може не е тоа да се каже, но ќе ја кажам во текот на летот, јас ја вадам кацигата и на патникот ја вадам кацигата за да ги слушне тие Звуци. углавени звуци, и после пред да слетам пак му се става кацига. Така, значи одлично, супер. Сега да се вратиме одека понатаму на муабетот. Што би сакала да им кажеш, значи Тамара, на оние дечиња кои имаат желба, сакаат да летаат, но не пробале? Дали им советуваш да се обидат? Па би им советила, ќе им советам, ама на кој има страв нема да сака да летат. Значи, само доколку се опуштат, доколку немаат страв, само тогаш ке може да се лета? Само тогаш кога може и како ми на кој имаше страв, па потоа да се навикнат на тоа за 2 минути. Значи 2 минути траеше стравот и веднаш после тоа целата работа заврши. Да. Ме интересира колку траеше летот. Првите 5-6 минути беа да се навикнам, а потоа траеше уште пола сат летот. Значи некаде 35-40 минути траеше вкупно лет. Да. Значи повеќето од времето ти го уживаше. Да. Што да им кажеме сега на сите тие кои што сакаат да се обидат да летат? Па на тие што ми е страв да се обидат, пошто ништо не е страшно и онака имате кацига и Помине стравот одма. да, и резервен подобран имаат. Значи све си има во случај било што да се случи да се спасиме. Да. И да си слетаме доле живи, здрави, насмеани, најадени, напиени, изнапеани и изнавикани. Така беше работата? Да. Браво. Многу најаден да не ни се слуши да летаме. Така, значи не сме многу да се јаде, премногу, иначе ќе не боли стомакот горе, па ќе ни биде после мака. Како изгледа целата таа работа од горе кога се лета и што се гледа долу, значи да кажеме уште еднаш? Па, кога летам долу има кујки, како планини, Убаво ли е да се гледаат тие? како крука, како да се врти нешто. Така изгледа дур се лета, а многу е убаво да ги гледам тие работи. Мислам, убаво ми е кога летам, кога ги гледам на воздухот, кога ми дува ветер, ме освежува. Значи, Тамара, кога ти беше сега повеќе страв, мене ме интересира. Првиот или вториот пат? Првиот. Првиот пат беше повеќе страв, а вториот пат си полета така веќе како цел живот да си летала? Да, го молам Виктор да полетаме втори пат. Уште побрзо, не можеше да чекаш. Да, Дали се чувствуваше дека си во сигурни раце? да. Во сигурните раце на Чичко Виктор, бое, браво, да ни е жив и здрав. Значи ти секогаш се секира за оние сопатници кои се со тебе? Да, тоа е првенствено што патникот што лета со мене да има комплетна доверба во мене и едноставно го предава животот во моите раце. А јас за возврат му давам па незаборавно уживање. Значи Чичко Виктор, кои се битни работи за сите оние кои што сакаат да летаат? Што тука влие? Дали влие, значи возраста? Човек на која возраст може да лета? Може да лета на секоја возраст од 7 до 77 години, така викаме ние, популарно. Предусловите се психофизичката спремност. Значи да е подготвен, да сака да лета, да биде сигурен дека нема паника нешто да го фати посебно, да нема страф од висина. И малце да има страф. Значи сосема малце, затоа што сепак одиш од трета dimenzија, каде што нас не непозната за луѓето. Ние се движиме напред, назад, лево, десно, а во воздухот одиме веќе и горе и долу. Тоа е таа трета dimenzија, птичја перспектива. Работите секој сосема човек- подрugачи изгледаат. Возгора и се наоѓаш во една средина што не е природна и секој човек кој што се наоѓа прв пат во некоја неприродна ситуација има малце страв, но кога ќе се навикне веќе од тој страв доаѓа во уживање. Одлично. Не сакаме да од
екстремен страф, одиме во екстремно уживање, значи ние стално се држиме кон средината. Што да им препорачаме на сите оние, не само дечиња, значи сите оние други кои што сакаат да летаат, за тебе има еден прекрасен вебсайт. Можат ли таму да се информираат нешто повеќе? Каде може да те најдат? Па може да најдат на сајт www.victorboev.com.mk. Тамо ги има сите информации значи за тебе и контактите се наоѓаат на вебсајтот. И контактите и мобилни телефони. Се јавуваат ли луѓе, дали те бараат за лето? Па летово се јавуваат, не многу, повеќето туристи и повеќето пријатели. Летово направивме преку 50 на тандемски летови. Поминавме убаво, се надеваме дека ќе продолжиме со овој тренд. Што да им препорачаме на сите дечиња кои сакаат да летаат, треба ли да се плашат воопшто летањето или тоа е една прекрасна работа во која што вистински може да уживаат? Не треба да се плашат, треба да го осетат тоа и после тоа ќе му го промени начинот на животот. Со друга перспектива ќе гледаат на животот. Гледаат на животот и ќе размислуваат. Поинаку. Одлично. Благодарам што беше дел од Супер Звезда, ти благодарам многу. И да им заблагодариме на прекрасните супер звездички кои што дојда. Јас ви праќам бакнежи на сите. Ајде да им пратиме сега заедно бакнежи на нашите гледачи. Тамара, ти благодарам многу што беше и ти дел денеска од Супер Звезда. Фала ти многу. Значи се гледаме некаде горе на небото, така? Да. Почитувани гледачи, фала ви многу што бевте заедно со нас, а веќе во следната емисија ќе видиме нешто многу интересно. Во следната емисија е уште сега ќе најавиме летаме кој со кого. Па јас со тебе или ти со мене? Ќе видиме што ќе се случи, сепак нешто многу интересно ќе може да видите следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Уште еднаш ќе ви благодарам за вашето гостување во Супер Звезда. Поздрав и пријатно, а вие драги гледачи, бидете добри, слушате ги мама и тато и гледате Супер Звезда. Чао, до гледање и пријатно. Мафтете. Чао, чао, чао. Добре дојдовте, драги гледачи, во новата епизода на Супер Звезда. Дефинитивно една од најекстремните емисии кои што сте ги виделе до сега ќе биде и ова. Летаме со параглайдери во оваа емисија како и претходната, заедно со маестро Виктор Боев. Виктор, добре дојде. Добро е, најдов. Овтоно си заедно со нас. Ние имаме многу материјал направено со тебе. Значи, имаше повеќе летови твои кои што ги проследивме ова лето. Минатата емисија видовме како летош со малечката и прекрасна Тамара, а сега оваа емисија полетува водителот на Супер Звезда. Ти беше ли интересно со мене дека летат? Ау, прекрасно, незаборавен лет. Имаше ли некој? Прекрасни коментари во воздухот. Имаше ли некој што се плашеше повеќе, што викаше повеќе, што се смееше и што се радуваше повеќе? Немаше. Значи, уникатен си. Дефинитивно. Почитувани гледачи, останете заедно со нас, одиме да ги видиме рекламите, а веднаш потоа се враќаме овдека заедно со Виктор Боев да видиме какво чудо тоа се случуваше, значи на планината Галичица и на летот кој траеше се од врвот на планината Галичица до плажата на Љубаништа на Охридското езеро. За неколку минути се враќаме повторно. Одиме со реклами. Еве го, драги гледачи, ова е моментот кога веќе се наоѓаме, значи, на планината Галичица, на местото од каде што треба да полетаме. Еве го Виктор, значи, со ранецот на себе. Виктор, што има во овој ранец? Па во овој ранец е тандем параглайдерот и целокупната опрема што ни е потребна за да се полета двајца летачи, значи пилотот и туристот. Моментално влегуваме во атерот на Малецката црквичка Свети Ѓорѓе, поставена пред 3 години и осветена од Македонската православна црква. Јас слушнав и дека местото, се извинувам Виктор, чув и дека местото од каде што се полетува со параглайдер е исто така осветено место. Осветено од отец Ромео пред 3 години, исто, тоа беше една моја иницијатива. Попот дојде со мене, го освети тоа место и после исто направи еден тандемски лет со мене до Љубаниште. Значи и Попот полета. Да. Одлично. Сега ме интересира, го гледаме, значи овој голем ранец со параглайдер, од колку тежи тој? Од прилика 25 кила. 25 кила, не е тешко да се носи, значи, параглайдерот? Не, сепак една навика. Одлично. Еве сега, значи, во екипата морам да кажам дека тука беше Бисера, тука беше Лина, Марко е дечкото кој не се гледа, кој што во овој момент ја држи камерата. Еве го моментот кога го отпакуваме, значи, параглайдерот, го вадиме полека, тој мора да е педантно спакуван. Педантно спакуван за заштита на материјалот. Тоа се гуртните кои што ги вадам во моментот и целокупниот параглайдер. Како што гледате, го отвораме симетрично лево и десно. За само неколку секунди тој е веќе подготвен да може да се полета. Значи, тој е свиткан во форма на палачинка, кажано. Да, формата која се пакува во ранец е палачинка, што го отвораме, гледате, го наместуваме, го местиме на падината и треба да има потребна брзина на ветер, термички ветер, да веднаш се наполни со воздух.
но во овој момент ветерот не е баш најприкладен, па малце ќе го за неколку секунди ќе го наполним со воздух. На параглайдерот има надпис Мобимак. Зошто е тоа така? Па со Мобимак имам еден договор склучен пред 2 години. Договорот трае 3 години да рекламирам нивната фирма и да вработените во Мобимак летаат со мене за многу исплатнива цена. Така. Значи не е комерцијална, него пошто се мои спонзори, тие летаат со мене за пониска цена. А какви се видови на параглайдери постојат? Значи, овој кажавме дека е тандем параглайдер, други параглайдери што постојат се? Тандем параглайдер за двајца, соло параглайдери и акробатски параглайдери, тоа е најнова дисциплина. И сега во секоја класа од параглайдери има класа 1, класа 2, класа 3. Значи почетничка, интермедија класа и такмичарска класа. Еве го моментот кога дојде значи воздухот, кога дојде ветерот, еве го моментот на долго очекуваниот ветер, зошто вака се полни параглайдерот со воздух? А коморите се полнат со воздух да параглайдерот добие една целина и да добие форма на крило и да е во летечка способност за летање. Значи да сите тие комори што ги гледаме се наполнат со воздух, предната комора е нападната ивица, преку неја се полни воздухот во крај на параглайдерот и како наполнетон оживува. Дали е тешко ова да се направи, значи да се контролира, да се држи вака параглайдерот на воздух, на ветер? Треба знаење и треба физичка спремност. Значи мора да се има техника во секој дел. Техника и сепак да го контролираш на рацете, значи треба да се сепак спремен. Сега тука е моментот на подготвување пред да полетаме. Ова сум јас во моментот кога се облекувам, а ти ми помагаш овдека. Принцип да пилотот стално го мести везот и овие се ножните гуртни. Ево го мојот мобилен телефон кој што пречеше во джебот. Да. Тоа се ножните гуртни кои што мора да се заврзат. Тоа е закон ножната гуртна и стомачната гуртна. И само така патникот се мести во седечкиот вез и е припремен за полетување. Значи мора да е фиксиран со везот каде што лежи. Апсолутно. Ова на која висина се наоѓаме, бидејќи десно можеше да се види Охридското езеро, на која висина се наоѓаме, значи овде пред да полетаме? Од местото Видиковец 1650 метра, ние сме 50 метра подале, значи 1600-1620 метра е местото на полетување. Одиме значи сега кон параглайдерот, ова е буквално неколку минути пред да полетаме, значи на буквално може да се бројат веќе и секунди, пред да се врземе за возбудата расте, адреналинот се повеќе доаѓа. Ова е моментот кога треба да се врземе за параглайдерот. Како изгледа значи тоа врзување, треба да им објасниме гледачите да знаат дека всушност и ти и јас имаме две одделни седишта кои се поврзуваат заедно и на кои што се прикачува и самиот параглайдер. Значи што се овие сега делови кои што се закачуваат на овие куки? Ова се командите, значи. За параглайдерот. Ова се командите со кои што се управува понатаму. Тоа се тие карабинери, гуртни, кои што се прикачуваат, значи седеч мојот вез, пилотскиот вез со туристичкиот вез се приклучуваат заедно и прават една целина, а после тоа гуртните од параглайдерот исто се приклучуваат на овие карабинери и се добива една целина, значи ние двајца заедно со параглайдерот постигнуваме еден воздухоплов, едно летало комплетно. Ме интересира многу која е издржливоста на овие, значи карабинери што ги кажавме. Колку тие може да носат? Еден карабинер обично има 1 тон издржливост. Издржува 1 тон. Ова е многу интересен момент кога пеперутка спонтано дојде и слета на мојата рака. Ова претходно никогаш ми се нема случајно. Да. Ова се случи и пеперутката сама од себе дојде за да ни посака пријатен лет. Ова е тој момент, за кратко време ќе видат гледачите како летаме. Сега, Виктор, ова е овде нешто многу интересно. Не е снимено истиот ден кога ние летовме. Напротив, ден претходно сретнавме еден твој добар пријател, кој што се вика Игор.
Игор, Иначе понадимак го викаат летачкиот прекар му е Антракс. Ние сите го Летачки- знаеме како Антракс. како Антракс. Антракс исто така многу познат значи помеѓу летачите. Интересен е по тоа што има моторен параглайдер. Па искористивме оваа емисија, освен овој тандем параглайдер, твојот параглайдер со кој што летавме, да го покажеме и неговиот параглайдер, да го презентираме. Значи тоа е моторниот параглайдер кој што го има Игор. Каков параглайдер е тој? Исто модифициран параглайдер кој што е наменет за да издржи малце поголема тежина од тежината на пилотот, затоа што плюс моторот, пропелерот, целокупната опрема и нели резервоарот за бензин. И интересно е што со овој параглайдер се полетува од рамна површина, од нива. Сепак треба да има малце челен ветер да го наполни параглайдерот. Еве истото што го правеше ти пред да полетаме, го прави и Игор. Тоа е некоја процедура. Процедура да, нели, од убаво спакуваниот параглайдер, кај што воздухот комплетно издишен, значи истиснат од параглайдерот, мора да се наполнат коморите да параглайдерот добие летачка способност Така. Еве го сега Игор, значи во моментот кога во припремите, да. се припрема, се прикачува за параглайдерот, еве го моментот пред да полета, веќе е подготвен, веќе е спремен, моторот работи и полетува. Многу интересно што овде полетува некаков крстен. Крстено, ние ова го викаме заден старт. Заден старт, Значи, завртани сме према параглайдерот, ги полниме коморите со воздух и еве го добива правец, добива брзина со моторот и Игор полетува. Гледате од одрамно, значи рамното, полетат лажата на... кај полициската станица во Охрид и се упати према езерото и према градот Охрид. На колку високо или колку ниско подочно може да се лета со овој параглайдер? Тоа е многу интересно како прашање. Предноста на летањето со овој параглайдер е затоа се лета негде на 50 до 200-250 метра над површината. Предноста е во тоа што се лета ниско. Има поголема предност на објектите и обично се користи за реклами, за разни манифестации. Ова беше исто еден момент кога Игор, значи гледаме долу под него дека се вее едно знаме. Тоа беше момент кога тој леташе над градот Охрид и носеше знаме на неговиот параглайдер закачено, на кое што рекламираше некоја журка во градиште. Во градиште, да. Во градиште. Инаку и неговиот параглайдер, како што приметивме, исто така има реклама од некој спонзор. Спонзорот ми се чини дека е Redbet спонзорот. И исто за време на журката во Љубаниште, први и втори, исто леташе над бината, ниско нели над кампот Љубаниште, чисто ради реклама. Прекрасна гледка, еве го гледаме сега како лета над градот Охрид, Тоа е некаде на предноста. зајди сонце. Тоа е предноста, значи со овој параглайдер може да се лета над населено место, да се одржи висината, константна висина. Додека со обични параглайдери, штом се дојде на ваква ниска висина, веќе се припремаме за слетување. Затоа што нема на таква ниска висина термика која што не би од вода нагоре. Така, значи веќе тука е тој критичен момент кога мора да се бара некоја нива било каде, ако не е крај грево у езеро, ама мора да се слета. Во езеро на Гранка негде наш. На било што мора да се Крошка, али слета. мора да се слета. Имало ли такви ситуации што се однесува до тебе, Виктор, да слеташ некаде на некој интересен, специфичен начин, не вообичаен? Во почетокот на мојата кариера слетав во шума, крошнен едно дрво во Крушево, а тоа одамна беше, така да сум го надминал тој момент, сега не ми се случи. Така да си го видел и тоа. Еве го Игор, значи се уште лета оден од Еквиското езеро, интересно е да се видат овие чамци, еден дечко плива тука некаде на страна. Еве го и залезот на сонцето може да се види. Прекрасна снимка. Прекрасна снимка, еве го прекрасно езеро, мирно езеро, поголем дел, еве го сонцето пред самиот момент на зоѓање. И еве го моментот сега кога Игор треба да слета. Исто ли се слетува со моторен и со обичен параглайдер? Малце поспецифично се разбира, пошто седиштето му е фиксирано, моторот круто седиште. Моторот не се гаси комплетно, работи, но пропелерот што врти и служи и како кочница, затоа што брзината на движењето е побрза него обртаите на пропелерот. И сега ќе видите потполни команди и прецизно слетување. Јас прецизно. помагам да не му отиде параглайдерот во езеро. Ево неговото прекрасно куче се радува, се го дочека газдата повторно на земјата. Многу Безбедно и супер. Многу интересно. Еве, значи сега престана да работи моторот. Игор треба да ги откачи, значи гуртните ли се вика? Да.
од параглайдерот. Тие се курсните што ги откачуваме од карабинерите. Од карабинерите ти му помагаш. За да се ослободи и да нормално се распакува. Ете така, прекрасно ви гледачите може да видат. Има ли вакви моторни параглайдери во Македонија? Има ли многу вакви? Па кога што ја знам има 3. Игор има еден е во Штип, еден е во Прилеп. Може да се каже дека има, али се уште не е омасовизирано овој спорт кај нас. И еве го моментот кога доаѓа неговиот. Ова е најдобриот, според мене, најдобар мотор, најмодерен, најдобар и најсофистициран до сега. И пружа исто така прекрасно задоволство, нов вид на задоволство. Тоа беше летот на Игор, погледнавме, да направиме мала пауза и одиме да видиме што се случи со нашиот лет над Охридското езеро на плажата Љубаниште. Ево го, драги гледачи, моментот кога буквално кажано јас не знаев кај се наоѓам и што ми се случува. Ова е моментот кога летаме заедно со Виктор Боев над планината Галичица, многу близко до сртот на самата планина. Морам да напоменам дека беше многу интересно се до самиот момент додека бевме на земја. Но кога се заветавме и кога се затрчавме, веднаш што полетавме и кога ја снема земјата под нозе, стана уште повеќе интересно. Морам да кажам дека апсолутно чувството е нешто неверојатно, дека е нешто невидено. Еве сме горе двајцата, малку беше проблем да можеме да се снимиме со камерата. Имавме голема камера која што ја носевме, не беше таа многу покретна да може да и немавме нешто како статив да може да се покажеме двајцата од страна, но еве ги снимките од горе што ги направивме заедно со Виктор. Имаше многу ветар, имаше доста ветар, цело време свираше нешто во позадина, некакво инструментче. Виктор, што инструмент беше тој? Имавме прекрасен летачки ден, јака термика, се одржувавме на една константна висина, термиката не носеше нагоре, иако сме двајца и тежиме дупло, параглайдерот е многу поголем, со голема површина да ја одржи таа термика, таа висина. А тоа што свиреше во позадината е вариометарот, кој што означува кога ние одиме нагоре и со колкав интензитет одиме нагоре, колку метри во секунди. Така, да знаеме, колку пењаме, колку качуваме во таа термика, термички столови. Се лета близко до планината, пошто нели топлиот воздух, термичкиот воздух оди од оздола по планината нагоре и така ние добиваме висина. Еве ги другите параглайдери во моментов може да ги видат нашите гледачи кои што беа тука на истото место неколку минути после нас полета и тие. Интересно беше тоа што не летавме сами, имавме цело време друштво. Се случува ли да леташ во друштво почесто? Па организирани сме заедно, одиме од Љубаниште, од кампот. Интересно е кога си во друштво, ете се гледа и сенката од нашиот параглайдер во Карпата. Во позадината на планината во Карпата се виде малку сенката таа од параглайдерот, многу интересен момент. Карпешта планина, оваа карпа штом се грее цел ден на сонце произведува топлина и таа топлина го ја прави таа термика. Таа топлина испарува во суштина, оди нагоре. Топлиот воздух се качува нагоре и се ствараат тие термички столбови, после прераснуваат во облаци горе. Еве ги повторно параглайдерите, може да ги видиме. Двајца ги има, трет уште еден имаше, еве ги повторно ги гледаме долу под нас. Гледате дека се многу ниско и сепак успева да дојде до плажата Љубаниште, така да ние бевме на повисоко. Еве плажата Љубаниште, заливот, прекрасна гледка. Браво, прекрасно место. Еве го оцеот на сонцето го гледаме во моментов. Еве ги гледаме моите тренерки, мојата патика. Селото Љубаниште во позадина. Ова се некои снимки кои некои мои пријатели кога ги видоа ме прашаа на кое море се снимени. Ретко кој можел да го види вака Охридското езеро. А ова што го гледаме право, што е? Дали паѓа овој параглайдер некако без контрола? Тоа не е стрмоглаво паѓање со параглайдер, него тоа е една акробатска фигура популарно наречена сад. Ова е акробатска фигура и ова е апсолутно контролирано движење со параглайдерот? Од пилотот контролирано движење, да се изгуби висина, да се дојде што пониско за што пократко. Еве, гледката од горе, драги гледачи, еве гледате мојата патика лево, мојата тренерка долна десно. А меѓу моите нозе долу може да ја видите, плажата Љубаниште. Прекрасна гледка и гледате плажата, па има еден мал дрворед и ваму десно е големиот дрворед. Измеѓу малиот и големиот дрворед е нашата популарно наречена писта.
каде што се приземјуваме во тој дел од плажата, од кампот Љубаниште. Ова се случи на 31 јули, последниот ден во месец јули. Имаше многу голем број овдека на посетители во плажата на Љубаниште. Гледате, некои пливаат, некои се на душек, некои се сончаат. Беше многу убаво, многу интересно. Еве го моментот, значи полека доаѓаме до нашата така наречена импровизирана писта кај што требаше да слетаме. Ова е некои 70-80 метара веќе над земјата. Може и повеќе сме, може и повеќе горе. Го правиме последниот прилаз до плажата. Од прилика се гледа од кој правец дува ветерот, да во контра правец ние слетаме, значи ветерот останал да ни е во чело. Под нас ја гледаме бината, импровизираната бина што ја направија за журката во Љубаниште. Тоа беше значи за Coca-Cola Soundwave. Тука во подножјето се гледа една бела купола од параглайдер, значи тука ќе се приземиме. Тоа е еден параглайдер кој веќе се има приземјано пред нас. Сега ова е процедура, значи треба да се поставиме на вистински пат пред да се приземиме, значи пред да слетаме. Висината ја губам стално, значи над копното. Последниот дел од летот е над езерото, за да немам некои визуелни препреки и дрвата испред мене, така да... Еве го моментот кога доаѓаме на езерото, јас веќе тука многу јасно можев дури да разпознавам и ликови долу на земјата. Имаше луѓе кои што плива, имаше многу такви кои што ни мафта, кои што ни праќа бакнежи, поздрави, вика, вриште. Ја тука веќе бев дефинитивно убеден дека ние ќе слетаме во вода. И реков дај на брзина да мафтам, да му кажам некој да трне со чамец побрзо на време пред да се удавиме, но Виктор Боев успеа еве со фантастичен, прекрасен, добар и трениран уежбан маневар. Да дојде во висина на дрвата. Така, во висина веднаш покрај дрвата. Сега и константно губиме висина. Правиш ли ти нешто овдека за да губиш висина? Па да. Има значи тримеви и командите се веќе на пола. Еве го моментот кога се спремаме да слетаме, јас ги кревам нозете. И сега полни команди. Полни команди. И веќе се приземјевме. Морам да кажам дека не беше страшно, дека беше многу меко, дека беше нешто прекрасно, чувството беше невидено. Виктор Боев, значи тоа е моментот на нашето летање, го видоа нашите гледачи, јас ти благодарам многу за целиот овој момент. Благодарам и на тебе за прекрасна емисија, прекрасни снимки. И сега за крај, вака да кажеме, значи цела оваа емисија објаснивме многу убави, многу интересни работи, видоа се и се што нашите гледачи. Се надевам барем за момент почувствува што чувствував јас додека летав заедно со тебе горе. И за крај би сакал да кажам, значи, од каде јас и ти, Виктор, се познаваме. Значи ние се запознавме во една далечна земја, наречена Холандија, Нидерланд, Пејбас, рамна земја со многу дожд и се вративме вамо кај што убаво, кај што се лета, нели? Така, ти за прв пат почна да леташ таму, така ли беше? Почнав во 87 година таму да летам. Почетното летање влечење со джип, значи 400 метра јаже, те повлекува горе до некоја висина, се откачуваш од тој конец и тоа се тие почетни курсови во Холандија. Значи во Холандија е сепак мал проблем да се лета бидејќи тие немаат планини таму. Немаат планини, земјата е рамна како тепсија и тоа задоволство се пружа негде во Германија, Австрија, Франција. Холандија не може да се лета од планина. Но Македонија затоа е многу попрекрасна во тој поглед. Македонија, сите овие земји балкански, Италија, Шпанија, Турција, се дека што има планини и термика е прекрасно да се лета. Бидејќи ти почна да леташ во Холандија, се стекна со еден многу интересен прекар по кој сите те познаваат Flying Dutchman. Тоа значи летачки поланѓани. Да. Таа е прекар кој што мене ми се допадна. И јас сум единствениот во Македонија со холандско државјанство што се занимава со летање, со параглайдерство и таа уникатност ме натера тоа да се го земам прекарот The Flying Dutchman и ми одговара. Сите оние кои што сакаат да летаат со тебе или да те видат, или да те запознаат, или пак да се дружат, каде можат да те најдат? На страница www.victorboev.com.mk. Значи на www или 6 пати монове, значи victorboev.com.mk е сајтот на кој што може да контактираат со тебе. Ги има ли сите податоци таму кои што се необходни? Па има податоци за проектите. Ќе спомнам кратко дека бев пред 3 години на Северниот пол, но поопширно кој сака да види, ќе види на таа страница. И галерија на прекрасни слики, летање со параглайдер, соло, во тандем.
моите мобилни телефони контакт, кој сака да лета може да ми се обрати. Виктор Боев, значи беше да некој што отидоа на Северниот пол, вие слетавте тамо точно на местото означено Северен пол на секоја карта, на секоја мапа што го гледаме, така? На точка 0, каде што се спојуваат сите 24 меридијани, сите часовни зони се во една универзално време, универзално чувство, верувате по многу поблиску до Господа. Неверојатна работа. Него дека нас. Виктор Боев е премногу интересен човек, почитувани гледачи, да ме можеле се за него да кажеме во една, две, во 5 или во 10 емисии, ќе ни треба многу повеќе време за да може Виктор со тебе да поразговараме за сите оние работи кои што ти ги правиш. Јас пред се ти благодарам што ни беше гостин во Супер Звезда. Се надам дека многумина се интересираат веќе за тоа што ти го работиш и дека веќе ќе те бараат. Јас знам дека многу луѓе те бараат за летање. Што би им препорачал на оние уште еднашка во минатата емисија имавме на порака до сите нив. Еве до сите на пример мајки и татковци, што би им препорачал? Дали е доцна да почнат да летаат доколку сакаат тоа да ресторат на 25, 30, 50 години, 65 на пример? Никогаш не е доцна. И еден интересен македонски менталитет ми поминаа годините. Верувајте, млади сте додека духот во вас е млад. Никој пат не е касно се почне со ништо. Спортувајте, дружете се, користете ги планините, воздухот, убавените. Едноставно користете повеќе природата, набавен адреналин за поведро расположение и подолг живот. Јас ти благодарам што беше со нас. Исто и мене се најдам пак ќе летаме. Ќе летаме обавезно, апсолутно. Тоа беше летен тандем, ние зимава ќе летаме на скијање некаде. Така. Да го сетиш и снегот под себе и скијачите. Тоа е уште побаво. Ти благодарам, Виктор. Се најдобро поздрав до сите гледачи кои што имаат трпение и ни го посветија своето внимание во овие изминати 60 на минути. Фала ви многу што бевте со нас, ве поздравуваме. Јас, Виктор Боев. Тоа се за денеска, се гледаме во некој од наредните емисии Супер Звезда. Бидете поздравени. Чао, чао, чао. А вие малечки слушајте ги мама и тато. Чао, се гледаме.